Ако не ти одговара, не го играј Mythic Plus од педер, simple as fuck е. Соберете се тука и играјте петка, брат, и ролете ги клучевите. Секаш, тоа никој не го прави тука, брат. Сите викаат, секаш никој не ќе тука да изигра Ама клучо го петка има да се направено. собереш, тражи многу организација. Јас сакам нека да се упалим и сакам да кликам копчиња. Да, бе, Не мора цело време петка ја да се собирам. Па брат, тоа е играта. Да, ја почнав да неќам петка да играм. Добро, брат, сега Много пагови, по-чил ми е брат. вака. Тоа е. Swift Mand. Абе, Ќе си симулатор, брат, ако си мета класа, многу ретко се случува. Како се вика риба... абе, овој 4000 риба е кај што влезе, бе, what the fuck? Викам, брат, Swift Оди брат, Mand. дај да джишнеме жити свет, цел ден ја пробувам, ми ја скршија 3 пати денеска мојата плита, затоа сум толку уморен, брат. Денеска цел ден го играм од клjuč, сите мои ги джишнеме. Абе, мене мета не викаш класа, да ако се дојдам? одмah лагаш о клучеви, брат. Не ќе да ти ја изгорам, брат. Не се Изгорен си? осеќам. Добро, нема веќе. Пошто така кога имам тајм ти кога ќе изгорам, што не ми треба, леле ку ми е криво после Добро, теб. нема кај. Јас не знам, Дечко е овој картопен. ме скрши срцето, Не, тоа далеко скизофренија. од това, ама... Многу напавка на моментов, иначе прво забола. О, Али тој го видов. О, Ја, шо? брат, малце не знам што дискутиравте. Керци, ти што дискутираш према НД? Тој сега ќе ти прераскаже одма се. Ај прераскаже Пошто му. се не бе. зна тема, ајде. Јас се слагам со Man. Хенси дека нешто сватив дека срање да ми дава исклучувил направено. Ако тоа е Срање е поинта. Да, јас се слагам. Денеска 15 пати да се деси тоа. Едно 4 сати изгубив на глупост. Тефо, знаеш ли како се вика риба од Србија што иде на работа? Ајде. Ја, брат, сакате најаките клуче да ги играте старт на сезона. Послич. Swift Mand. Послич, бе, послич. Може ли? Дебилизам. Swift Mand. Iron Bark. Клуче најако, брат. Вина малку. Исто си појавав 20-ка триумвира и Сега преска. баш размишлям за тоа А, кој колку е паметен и не е паметен пред 2,5 години. Swift Mand. Правевме мовет на истиот Дискорд дали треба да има клучевите да губат левел, дали е подобро, не е подобро, брат. И ми се караа тука 17 луѓе дека е боле да губат левел, пошто само така е јако и те казно играта и после Blizzard направи брат Resilient. И као, еј, добро, окей, знаеш, као, и сега го прифатија сите луѓе Resilient. Предходно, Пакет не и ги сега дека е срање, сега јеби го, тоа е системот. Ако утре, ако направат да не постои паѓање на клучеви, после еден месец ќе стане толку нормално, што јеби га, брат, нема, тоа е сега новата норма, е таа, сваѓаш. И сваќам дека луѓето Swift пред Man. не си ги тангираат проблемите реално, пошто на крај крајва, па што ќе постигнат со тоа ако ги тангираат, што може да смениш ти демек, нешто... Тоа е пер играта, е таа, не можеш ништо да смениш, ако сакаш игра, ако сакаш не. Ниту можеш да го поправиш системот, ниту можеш да им пишеш мејл, да им кажеш, ало, ментори едни ментоловски, што правите со играта, ти така, па они да кажат, еј, да бе, стварно, дај да ја поправиме. Па може и боле е да не се замараш. Swift А Mand. то проблем ли е да направат, например, имаш 20 клучи, тој не ти одговара, како што имаш NPC да го намалуваш, само да го спениш 20-ката, за која сакаш Nature's 20-ката. Swiftness.
Едно Не. нешто што би сменила да нема клучеви за данџени, туку да има само клучеви. Имаш 20 и влагаш у кој сакаш Iron данџен. Bark. 20. Не, ама чекај. Нема, Ја гледате вчера, сега. ја вчера им го кажав истиот мојот на Хенси и Томе. Дали ако играш ти 6 сати им носиш поише пари или небитно дали им носи, дали нив им одговара ти да играш рецимо 6-7 сати или 4-5. Пошто со тоа вие што го кажувате си скратувате поише плей тајм реално, така побрзо ќе ги направиш. Плейтајмот нив им е Swift Mend. губење на пари. Пробував пред некој ден, пробав да ти објаснам дека јас и ти им губиме пари на Blizzard, не им носиме. Не купуваме работи шоп, не правиме микротрансакции, не купуваме токени, бустаме нели за голд, итн. Да. И ние, брат, само им Swift јадеме Mend. бендви. Свагаеш, значи, ние кога сме логирани сме 24 сата на нивниот сервис, само им јадеме бендвит. 13 евро што им ги плаќаме месечно, им ги трошиме и плюс уште некој евро им трошиме директно, а не им враќаме назад. Играта не прави од нас пари. Swift Играта Mend. не прави пари од 5% или од 10% најхардкор играчи, најпрофи играчи. Од тие прави најмалку пари. Најмногу пари прави брат од денеска куќата ја видовте што ја извадија за 50 евра. Што имаат продадено неколку милиони куќи, од тоа прават пари. Од тоа прави играта пари. Од тој што ќе си седи брат и ќе си ја купи сега новата орк кукичка, брат, и ќе си ја украсува, ќе си ја бабичка, ќе си прави, ќе си онади. Тоа е кешот у World of Warcraft. Ја и ти не сме кешот. Виктор, Маро, Хенси, тие не се Swift кешот. Mend. За жал, мислам. Soothe. Ама исто така од нас им треба датата за да можат да избалансираат и фикснат играта, не можат од тие ударите, така да истовремено ако им губиме им требаме. Пошто од која дата они ќе избалансираат? Балансираат за нас, не балансираат за тие куќи што купуваат. Ама Да. мора да балансираат за играта и да постоиме Не и да е не за постоиме. играта, за тие 5% е, сваѓаш, цело време е борбата у Mythic Plus, у Mythic Raid. Цело време играта се балансира за тие 5-6%, тие хардкорот, тие 2800 гилда што ќе направат А не, кои не, да не, беа, колку и да така, беа, затоа што сваѓаш. Затоа што DevDH има спек и тој носи бројки. Они сакаат тие бројки да се избалансирани за сите луѓе што ја играат и кликаат копчиња, да се Искате осеќаат петка што игра курга, боли колку демидж прави. Нега му јако онда е ДХ и да се претвари у мета. Па добро, не зборам за петка, ја зборам за овие појаките што не им носат пари, им требаат за да екшали ги фиксаат балансите, како иначе. Ама датата ние што им ја даваме, буквално е за нас, за нас ја адаптираат играта. Да, Swift Mend. да исто Да, како не за LOL, нас, они исто имаат како цел, LOL што се балансира само за најакото ело на целиот свет. тоа е поентата, тоа е капацитетот и потенцијалот на играта, што некој ја игра, она е направена за да играш ти на тоа ниво. Да не Swift беше Mend. така за кој кур постои тоаш, ме сеќаш? Тоа е нормално, брат. Окей, све, ама Не, тоа ни е нормално на нас. тоа Ама ние муабетот не сме тебе нормални. муабетот ти тргна дека у принцип Swift бараат од Mend. нас поише време Swift да Mend. поминуваме до играта и да играме и дека системи Да, што се грајндерски и водат во прилог. Апсолутно Да. не е така, сваѓаш. Тука е најголемиот проблем, што ние Swift сматраме Mend. дека сме некаква си битна демографија, а реалноста е дека можеби сме помалку од 5%. Па на Raider IO сега ако отидеме, ако ги видиме бројките, паника ќе не фати, Swift пошто Mend. најверојатно сме помалци од 3%. Зборам, не ние, него вие, и луѓето што играат над 18. Што пред некој ден што кога гледав, беше 3,6% од вкупната популација имаа изграјндано над 18. Swift Mend. Ти сматраш дека 18 е керов курац, као влези ќе избустаме. Па пред некој ден буставте 17, не разбираш.
Тоа е 5% од вкупната популација ја го игра тој клуч. Swift Mend. Значи дека 95% нема никад ни да го видат. Iron Bark. Ни кур ги боли за тој. Знаат, Некои ги боли кури, да, не ни пробуваат И баш. вие се замарате за Кутичето, рецилијент. кутичето, маунчето, рейчето, као педери скачаат онакви вирални видеа, брат, на Blizzard. На battle.net на Инстаграм ми искача видео педер едно дебело девојче како брат прави со One Button Rotation Man. 10-ка првпат у живот и одоздола има 40.000 коментари, congratulations, welcome to the club, овона. Свак... Разбираш, као, да, за нас Swift тоа е Man. малумно и ненормално, ама... Епика. Така да, мислам дека проблемот со резилиент клучевите и со оваквото Swift Mend. не тангира толкав голем број и за тој мал број што ја играат да им биде полесно у животот и пубо, треба Blizzard да седне и да измисли нов систем. Не мора да е тој што го предлага Хенси, не мора да е тој што го Swift предлага Mend. whatever. Па тоа е проблемот. Тоа е муавет. Swift Mend. Пошто сите сакаат да Не. играат брат за скор. Ако ти сакаш стварно да играш само клучеви, така, значи ти сакаш да играш Swift Man. клучеви, буквално у момент, не само у моментот, цела сезона, еден месец од кога ќе искочи сезона, се пријавуваш за Tournament Run, даваат аксес на сите што ќе се пријават, не мора никако тим да се пријават, и таму буквално брат си го одбираш кој ки левел сакаш да го играш, идеш и го играш брат. Тоа Ама пример мене не ми беше тоа пропозал од Енди. Мојот систем е пак линеарен. Јас те разбирам, ама ти пак им бараш, брат, клjuč што ти го немаш завршено и ти треба да ти го дадат. Така, значи ти имаш 19-ки, да ти дадат 20. Па правиш 20-ки, ти даваат 20 кеци. Ама мене ти не ми секогаш даваат ќе рио имаш- за 20, мене ми даваат атемпт за 20 да го играм. Да. Да. Iron Ти Swiftness. дава само можност да го играш 20-ка и ако не го завршиш, никад нема да добиеш ништо за него. Никад нема да поени, нема да добиеш, нема да можеш, нема да добиеш 20 кецови ако не ги завршиш сите 20. Swift Mend. Да, треба, тоа е окей. Од една страна е добро, од друга страна е многу лошо. Губи дражот, Абе, па да, Звучи, не знам. звучи добро, Поентата е да звучи ги добро научиш, бе, брат. у теорија, у пракса ќе биде според мене прелош. Исто како што и овој систем сега што луѓе се палат за резилиент, реално резилиент сега овој систем е исто небитен, според мене. Пошто ти ако Swift ги имаш Man. сите 17-ки и клучот ти е резилиент на 17-ка, ништо не добиваш од тоа. Што добиваш? Swift Mend. Тоа се брат ситуации што се онака као екстремни примери малце да. Ама вие стварно Да, мислите да, дека густа некој тука, некој тоа што да кажеме еве ја ти имам 20 и Енди има 20 дека ја исто ќе завршам како тебе? Не, ја не го зборам тоа, види умре. Swift Mend. Уј, пардон. Не го зборам тоа, брат. Според мене, брат, лошото тој систем е дека ти цело време имаш шанса да правиш нешто, брат, што според мене не ја заслужува шансата, брат, така да се изрази. Ама Не добро, треба но како сите не да не имаат си ја заслужил шанса. кога си ги направил сите пополека, сите 13-ки, сите 14-ки, зашто не ја заслужи? Ама ти не треба да добиеш после тоа резилиент 20-ка, брат. Као не 20-ка, еден ки по-хај, брат. Пошто ти ако заслужуваш тамо, без Swift проблем Man. ти ги фармаш, да речеме, минус еден левел и после Зашто тоа, е брат, тоа само е ќе дел се од качаш Mythic горе, Plusот, брат. Според мене Да тоа е си дел ги од изфармаш, Mythic Plusот, брат. Фармањето си е ги според мене гриндаш клучи. дел од Mythic Plusот. Дражот Што е е друг. фармање гир, Ма брат. ти Не, ја клучи, гледам Swift поентата, Man. ако Не сите гриндате 8 клучи. сум ги направил Не, 13-ки, селите да не добијам 14. знаеш Ние дека Колку конкретно 19 имаш изиграно последните 3 дена? Iron Колку Bark. пати го имаш толку Немам точ прави? добиено инвајт во 20, не е само со Кажи ми како- колку Ја? пати го имаш? Да.
Шо колку јам изиграл? 19? Да. Па доста. Поише Пет, играш шест. или поише време у Q седиш и кликаш? Боба, трейдофот е тој. Или Ма го да, играш пошто твојот немам клjuč, тим. И јас играш седам у твојот Q, клjuč и јеби го го. фармаш, тој е грайндот, Е, или си сега- како Силвермон и грайндаш клjuč на некој друг. Тоа е трейдофот, ме разбираш? Ја, пример, Зашто одбирам го анализираш да тоа и седам го алфа сматраш кавр. да добро? Не го Мене, сматрам јас за сум добро. збунет- Не. Јас сум збунет дека ти, педер, си помирен со тоа и не само што си Не. помирен со Може не овој се изразувам расипан добро. систем, него ти онака као, брат, како не разбирате дека тоа е тоа? Као, Не. е тоа. Вака да се објаснам, пошто стварно не го мислам тоа. Јас не мислам, знам дека овој систем е преложен. Ако некој знае, тоа сум ја, брат, пошто ја цел живот сум пагал. Ја никош не сум играл со тим. Значи, јас сум седел со... Не со сати, со недели сум седел во Q. Системот е прелош, ама ова вие што го предлагате, брат, е еднакво лошо, брат. Еднакво лошо. Каде е аргументот? Брат, Океј, аргументот... еве ќе го аргументот прифатиме дека еднакво лошо, сите- но каде е аргументот? Сите имаат нивни клjuč. Така, да почнеме таму. Сите имаат клjuč, што им треба клjuč. Така. Сите хостаат Swift нивни man. клjuč, како што го прават тоа сега, повеќето луѓе со резилиент клjuči. Не им вајтаат никој освен мета класи. Ти треба, поред мене, проблемот да го бараш у балансот на играта, а не у тоа како ги добиваш клjučевите. Пошто ти ако не си, пример, мета класа, или whatever, ти не можеш да играш играта NPC да постои, Swift man. значи да ти дава клjuč, ти пак не можеш да играш. Не е проблемот толку клjučевите, што е проблемот како работи системот за да се играат тие клjučеви. Гледај, неколку леери се. Значи, првиот леер е тоа дали класата е мета или не. Вториот леер, извини, може не почнува од таму, пошто еве не Класата разбирам ти е толку многу, ама најбитно. вака. Не, окей, ама еве вака. Прво е риото на Миле. А која класа ја игра Миле? Као, има 4 Рио, ама игра Fury Warrior, знаеш. Или ово има 4000 Рио, игра Demon Hunter Devour и веќе има на третиот леер ти е веќе има Swift man. завршено толку и толку клjučеви и така и така. Во подобар систем, каде што бодувањето може да се направи на подобар начин, може да имаме да имаме фактори како завршил 19-ки си, Swift man. ама сите му се плюс, пример, или сите му се со многу добар тајмер, или сите му се без ни една смрт, или сите му се whatever, пошто повеќето од игрите на светот имаат многу скриени MMR бенчмаркови кои не ги ни кажуваат Swift на man. играчите, а ги рангираат играчите едни со други. Не знам, Call of Duty е еден од примерите, тек не. Ти гледаш колку ти е риото, а му позадина има уште 40 работи што влагаат како тај брейкери која треба да те мечува со некој друг. Не разбираш? Така да ти имаш Swift многу man. леери што можеш да ги поставиш у системот. И сега, кога ти имаш резилиент клjuč, он вика, окей, ово е Fury, има 4000 Рио, ама е Swift Fury. man. Ај ќе му даеме шанса, ако не го бива, ќе пробаме, ако не го бива, ќе го кикнеме и не го инвајтаме више никогаш. Во систем каде што немаш резилиент, правам мовет 1+, ти никад нема да му даеш на тој шанса, затоа што си свесен дека го бараш максимумот во сите категории, Swift man. дека ако ти се гривне клjučот ради тој бар избор, ради тој не знам, whatever, Бобан, некој твори во Fury, ти после треба да играш целиот процес од почеток и све од почеток и автоматски затоа Swift man. не добиваат шанса добрите играчи што играат оф мета клас. Iron bark. Не сваѓаш? Пошто тебе не те убедува само неговото Рио дека он е доволно добар избор за данџенот кога веќе играш high-end данџени, 20 кецови например. Ти текно или 20 whatever што и да е сега тоа што е највисок. А во овој систем што го збори Хенси, верувај ми можеш повеќе да имаш шанса Swift да man. прогледаш низ прсти на луѓето и да кажеш
окей, дај да пробаме. Bring the player, not the class. Сега не може така. Затоа има повеќе мани ова моментално. И не, апсолутно не мислам дека е Swiftman. идеално ништо што збориме и ни едните ни другите, пошто има милиарда фактори сега што не ги ставаме на лист хартија, дека не се ни дизајнираат така ствари, ама вака како напкин муабет, као кафански муабет, поише ми држи мене у мојата глава, дека ако ми даваат еден Swiftman. Nature's swiftness. луѓето ќе имаат шанса да си ги грајндаат полека. Ем ќе си играат, ем ќе си учат, ем ќе си грајндаат. Биг си сменило присту ова како и да се вика змајот и не му иде баш најдобро на змајот, ама може да грајнда и може да станува све подобар, ама у тој контент, у тој тамо најакиот каде што он реално припаѓа со неговиот приступ. Swiftman. Вака он не може да вежба 20. Ке дојде на 20 или хилер некој како не знам Виктор или whatever целе. И ке дојде 20 кец и од 20 кец брат магиите прават 4 пати поише демидж. И после се користат екстернал сајтови, third party. Дали ако ме удри болтот од Swiftman. не знам кој моб, ќе умрам. Да, ќе умреш. Уф, мамо моја, чекај да видам како да не умрам. Многу е поинтересно ако тоа го истражуваш внатре во играта и ако се адаптираш внатре во играта ти дава шанса. Барем според мене. Тоа значи исто Swiftman. Тоа што го збориш не е лошо, само имаме различно мислење за Mythic Plus. Според мене Окей. Да, it's окей. една од убавините у Mythic Plus е дека не треба да ти биде дозволено да вежбаш како што вежбаш у Raid. Swiftman. Не Мислам може, дозволено. мислам, као... Јас како- резилиент кличеви би ги направил на максимум 3 трайс. Еви Хенси тоа што го збори да се стај, јас би го локнал на максимум 3 трайс. А не да се седи и да си игра 20 сати една инстанца прв пул. Според мене тоа не е добар геймплей и мислам дека, барем јас кога сум играл кај Swiftman. тоа било. Кога добиваш кличот после 2 недели фармање, тоа е тоа брат. Или сега ќе изиграш или кој те еве иди дома и дреми. Сакаш, јас така го гледам и мене тоа ми е супер. Најискрено ти кажам, не сакам да го играм Каде е истиот клич поентата? 200 Каде пати. стануваш подобар? Мене системот брат што е моментален, каде стануваш подобар? Како мислиш каде стануваш стануваш подобар? подобар? Па каде? Така брат, ја играш 5 пати 19-ка и те маванеш и тоа остана 10% хапи, ти викаш, аха, у 20-ката тука не сме тоа да му... Играш и следен пат не те мава, брат. Ако Не играш се тие 20-ка, грешки експлозивно за тебе, Енди, може некој друг Да. да сгреши. Да, бе, Да, да, абе, јас те дефинитивно. разбирам, брат. Ама ти проблемот исто што го збориш, една од солуциите што ти ја кажав е да се игра 5-ка, брат. Swiftman. И еме моје дизајнирано за да се игра заедно со група, брат. Затоа постојат гилдови и такви работи. Сега Многу да те разбирам повеќе дека- луѓе ја играат играта како самци, него Да, што ја точно. играат заедно. Ама Многу е така повеќе. дизајнирано, брат. Дури и во Mythic Plus 0.1 бракетот има многу повеќе луѓе Swiftman. што влагаат сами што си ги грајндаат клучевите, него што влагаат тимови петки. Тоа значи дека играта од многу одамна не е ММО, него е обичен сервис гейм со инстанци за пријавување. Пријави ме тамо, кликни тука на дугмето, готово пријавен си за тамо. Телепортирај ме тамо, готово телепортиран си инстант тамо. Нема, од мени у мени влагаш, бро. Не си го осетил на своја кожа, како играш 19 и ти се Swiftman. згадуваат више 19 пошто брат си ги направил сите, си ги изиграл неколку пати, дури си помогнал на твоите пријатели да ги избусташ и ти не добиваш шанса за 20, ќе добиеш едната шанса и баш тогаш имаш ти лош ден, лош ран, си утнал whatever и ја Swiftman. фейлаат ради тебе. Бе. У ваков затворен Се систем, дешава каде тоа што и тоа е проверката... лошо. Да, у ваков затворен систем, брат, ти многу ретко ќе добиваш се повеќе и повеќе шанси за да Swiftman. учиш. Сваѓаш. Па некој сега пример ако па тоа не се дешава брат така, тоа Се е дешава, се дешава. само токсично размислување брат.
Сега Па ако играш преска 20 Виктор го кици, има на блеклист ставено Мартин, кој не ме заебава. Swift Mend. Виктор го има. Дефинитивно. Дефинитивно беше така, нема врска, без преувеличување, Ама брат, без што ништо. зборите тоа е- вие за Виктор и Мартин, бе брат, Виктор и Мартин не играат 20 кицови, Swift Mend. играат 19 брат, 20. Викац и Мартин игра преска 20 или Да, нешто, бе брат, нема, ти не си сум не бил искарале тука. меѓу себе. Па да, зашто имаше ја само еден attempt to dungeon. Добро бе брат, си искарале, ама тоа нема врска како да запамтиш, нема го инвайтнеш, не е така у највисоките клучеви брат. Зашто тамо знаат зашо и што е acceptable да сгрешиш. Swift Mend. У 20 кец, пример, ако сгрешиш, како што преска Викац објаснуваше, немал демидж Мартин, многу нормално дека немаат инвайт. Ама ако сгрешиш интерапт или умреш 3 пати, кога го боли него, ќе ти инвайтне пак, Swift брат, Mend. знае дека правиш друго како што треба, се дешава све. Брат. Не може, како сите прават грешки, нормално. Ама на крајот на денот немаше да се скарат Мартин и Виктор, него само каже, еј друже, ти не правиш доволно демидж, чао, пријатно, ќе играм со други Е, па. истиот клуч. Сакаш да ти кажам дека не е така, брат? Пошто тука Ајде. пример не се збори тоа, брат. Кога се играат резилиент клучеви, тука се филат 40 пати, брат. Играа Мартин Фичи и Крток 40 пати академи, брат. Сваѓаш. И што мислиш ти Крток им каже што е проблемот, што се дешавало клучот, зашто не може во таймнат? Пошто прават брат 40 Mend. помоца демидж, брат. Викај брат, Ама тоа брат само извини, игра, сваѓаш. извини брат, Не ама заебавај, тоа е друго. Тоа Не е пак друго, не го исто менува тоа е, брат. Тоа е само брат дека Крто бил доволно воспитан и Да. не го тангирал проблемот Swift затоа Mend. што сматра дека, не знам, Мартин е 5-17 години постар од него и сега, знаеш, сега да тргне онда објаснени дужаве, ти со 150.000, сваѓаш ово, и си вика, боле ја да не зборам, ќе сватат сами. Ти Swift текне, Mend. Они не сваќаат сами, брат, идат на шанса да ако проđe, ти текнуе као вол у врата, педер удараат, и на крај се уморуваат сите, вика дај заеби, и Swift што Mend. беше тоа. Сваѓаш? Да, бе, брат, ама проблемот не е што клучот, пример, да речеме, не е резилиент. Проблемот е што они пробуваа да направат клучо реално, не може да го направат. Може, после 100 пати. Ама имат пробано, имат сватено и ќе си проба со друг после тоа. Да, да. Они пробале 7 пути, 5 пути, не е битно, сватиле, брат, и прекинале. Шо? Абе, кои 5 пати, брат, играат? Добро, не врска, 4 не сата се траеше заебај. тоа, не е битно, ама... Битно играле. Swift Кликале Mend. да. копчина. Играле, да. Тоа е Ја феа. мислам фали вакво соло шафл кој што му вакво, да си направиш Q1, клуч имаш 20-ка, 19-ка. И ти дава рандом, и имаш рандом, мислам, Swift Mend. посебен рейтинг имаш за тоа. Таму се гледаат кои може да игра со било што, не компови тука се. Ето, тука Q-то ќе ти знаеш дае што е едно, проблемот, брат, една мислам? bloodlust да имаш, нешто да имаш, ќе ти гарантира. Е, тоа, ама фората е што има многу такви фактори. Сега Swift овие Mend. клучи можда не толку, ама порано Iron имаше Bark. Dispel на Enrage, па имаш Bloodlust, па имаш Dispel Poison или не знам вакво, па компот да биде окей, да не играше Rogue со DH и Mage, туку да играш или Magical или Physical comp. Не, Тоа нема да е се прават, многу е нема добро да се прават теорија. 20 двојки, ќе се прават 20-ки, ама ќе има рейтинг, Точно. кој што рандом луѓе се Ем ќе го реши проблемот дека никој нема да чека 100 години од Q, него ќе си Q-нам соло шафл, вместо да 7 Q ќе си играм со рандом луѓе. Тоа знаеш Тие како што би можат работело да што се го групираат и да прават петки, Нека брат, прават што се 22-ки. доволно, тие ги прават можда и 30-ки, не е битно, а овие други ги си прават 5 клуча помалку. И си ги бидат среќни и весели. Тоа е поентот. Swift И ќе има Mend. рейтинг, ќе има ладер, кај што ќе можеме да кажам да играм, јас со рандом луѓе играм, зашто јас Да, овде и не со можам да тоа. кажам ја имам пак рейтинг од 3800, немам тим, нема разлика така. Да, там ако Нема имаш разлика, посебен точно. рейтинг за соло шафл, а посебен за групен контент, да, тоа би работело. Ја ќе кажам, јас соло шафл играм со рандом луѓе и сум стигнал 20 да правам. И екшли може тоа е Ама и- болje него 20 кој да правиш со тим. И тамо тоа малце со комповите ќе биде, брат. Ќе биде сигурно, ама Ќе стигнеш одреден, да речеме, клjuč, рецимо некој Ама 20, системите нека мора да се 20-ка, рафинираат, Педер, пошто не можат да И ќе бидат правиш идеални абандон кога има дурнесе, 5000 па и комп. 5000 фактори, бе. Океј, нека прават.
пак ќе најдат они како и да го злоупотребат, а и како да го извадат максимумот, зашто луѓето секогаш ќе најдат начин како да ги експлоитаат правилата кои се пред нив. Не мора у игри, у све е така. Swiftman. Целата поента и ова Бикси што го збори, бе. Као, до сега веќе Blizzard требаше сериозно да пробува вакви работи. Не е Nature's